Дали популарните брзи кредити или како што уште ги нарекуваат продавниците за пари им помагаат на граѓаните или само дополнително ги заглавуваат е дилема која се повеќе е присутна кај населението. Особено на удар се младите, кои често непромисливо посегнуваат во сериозни износи, па потоа да се чудат како да се одглават од долговите. Од друга страна, шемите на финансиските друштва се такви што возможуваат доброволно тонење до несогледливи износи од кои глава боли. Прво поради фактот дека по такви брзи пари посегнуваат поединци кои им се препуштаат на коцкарските задоволства, на алкохолот или се во некаков зор. Брзината да се дојде до пари во такви случаи значи брзо тонење. Кој е во ќарот финансиските трансакции во вид на кредити, а кој зијан, може би на индиректен начин потврдуваат рекордните добивки на комерцијалните банки по основ на камати и други приливи кои деновиве ги објавуваат аналитичарите за сметка на се поголем број кредитно и каматно заглавени граѓани. Тема за себе е и појавата на разноразни малверзации при што страдаат невини граѓани кои наивно ги објавиле своите податоци за некој да ги искористи, односно злоупотреби и со леснотија да подигне големи износи на брзи кредити. Примерот со Оризаресот Ангелов е еден од последните и највпечатливите. Дури и да успее да истера правдата и да ги анулира долговите, малтретирањето по судови и нервозите никој не може да му ги надомести. Заради сето тоа најдобро е пред да се поземат пари, прво да се помисли колку тие чинат со каматите и од што и како ќе се враќаат. Затоа што на тој пазар нема милост, па може да се случи некој да остане без автомобил, стан или куќа.